Република Македонија мора да оди напред. Веќе неколку денови политичките лидери во Македонија водеа интензивни разговори. Државата и граѓаните предолго се заложници на една деструктивна политика, која негативно влијаеше и се закануваше на секој план. Влогот беше огромен. Дали граѓаните ќе продолжат да живеат во маглата на политичката криза? Или сето ова ќе го оставиме зад нас? Дали ќе им дадеме можност на граѓаните да го одберат патот напред за нашата нација и држава? Или ќе им дозволиме на политичарите, кои со манипулации имаат за цел да ги парализираат состојбите, да продолжат, да не спречуваат да одиме напред? Дали ќе продолжиме да се движиме храбро и одлучно како нација, работејќи на растот на економијата и нашите интереси на меѓународно ниво? Или можеби ќе се исплашиме од предизвиците и можностите со кои се соочуваме? Договорот од јуни-јули беше постигнат за што е можно побрзо земјата да најде излез од сегашната ситуација. Предвремените парламентарни избори беа најдобриот излез на земјата од политичката криза. Затоа, 4 партии и во измените на изборниот закон се согласија дека 24 април е оптималниот термин за избори. СДСМ, ВМРО-ДПМН, ДУИ и ДП договорија и заедно изгласаа во собранието да има избори на 24 април. Денес, почитувани граѓани, со гордост ви соопштувам дека нашата држава тргна одлучно да се стави крај на политичката криза и да напредуваме храбро кон едината. Ова започнува со изборите на 24 април. Цврстото стоење позади изборите, кои беа договорени од страна на сите партии во Пржи, е реафирмација на нашата верба во демократијата. Ова е реафирмација на основното верување дека сета моќ на нашата влада доаѓа од вас, од граѓаните. Ова е реафирмација дека единствениот начин да напредуваме како држава и нација, лидерите да ја стават волјата на народот пред нивните собствени амбиции и лични интереси. ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија денеска се откажаа од сите забелешки кои ги имаше во однос на методологијата за прочистување на избирачкиот список предложена од страна на Државната изборна комисија. Партијата и коалицијата денеска целосно ја прифати предложената методологија, за чие спроведување, како што бевме информирани и ние и комесарот Хан, има и капацитети и време. Двете институции, најодговорни за спроведување на изборниот процес, се во рацете на СДСМ, Државната изборна комисија и Министерството за внатрешни работи, раководено од страна на технички назначениот министер Оливер Спасовски, имаат капацитет да гарантираат фер и демократски избори. Почитувани граѓани, време е да одиме напред. За многу години од денес, сите ние ќе може да погледнеме назад и да кажеме: ова беше денот кога заврши политичката криза. Тогаш ќе може и да погледнеме наназад и да кажеме: на 24 април народот го даде мандатот со кој нашата држава тргна одлучно по патот на нов просперитет, нови работни места, повисоки плати, меѓународен углед и политичка стабилност. Од денес се јавува една нова светлина. Денес работите се променети. Дискусиите за одлуките повеќе не се помеѓу политичарите.
Од денес дискусиите за судбината на нашата држава и нација ги водите вие. Од денес зборува народот на оваа држава. Пред вашите домови, на вашите работни места, во кафетерии и ресторани, насекаде во вашите места, ќе разменувате идеи. Идеи меѓу себе за тоа каква држава сакаме да имаме и како ќе ја направиме подобро место за живење за сите нас. Вие одлучувате за националните приоритети и за националните интереси, за државните интереси. Бидејќи во демократијата тоа е единствено ваш избор. Драги пријатели, со нетрпение чекам да се видиме, да ги слушнам вашите идеи и да ви ги кажам моите идеи за тоа како можеме нашата татковина, која сите ја сакаме, да продолжиме да ја движиме напред кон подобра иднина. Со нетрпение го чекам моментот кога уште еднаш ќе докажеме дека најмудрото нешто кое што можеме да го направиме за нашата држава е да му дадеме на народот мок да одлучува. Со цел да се сочува смислата на демократијата во Македонија и воопшто, а согласно денешната изјава на портпаролот на Европската комисија дека Република Македонија е спремна за избори на 24 април, коалицијата за подобра Македонија со цел да се сочува смислата на демократијата во Република Македонија, со цел да се избегнат можните политичко-безбедносни проблеми во Република Македонија, а со цел да се отвори една нова страница во политичкиот живот на Република Македонија, која ќе ги ослободи граѓаните од секојдневните стеги и очекувања што тоа ќе се случува во наредниот период, како и тоа да ги ослободи инвеститорите од прашањата што тоа ќе се случува во Македонија, за да можеме ние понатаму да ги реализираме нашите инвестиции, како и заради тоа да се подобри работата на институциите на системот во Република Македонија, односно да се заврши така наречениот дуализам на власта кој согласно Пржинскиот договор понекогаш доведува до гушење или до, условно кажано, слаба работа на институциите. Ние едногласно донесовме одлука коалицијата за подобра Македонија да излезе на изборите на 24 април и да ја побара поддршката од граѓаните на Република Македонија, да продолжи да ги подобра условите за живот, за секојдневниот живот на граѓаните на Република Македонија и да продолжи по патот на понатамошниот економски и политички развој на животот во Република Македонија. Коалицијата за подобра Македонија со самиот почеток на политичката криза е во континуирана консултација што треба да се направи за да се извлечеме од политичката криза во која што беше втурната Република Македонија и во тој контекст и денеска ги направивме консултациите со коалиционите партнери и можам да истакнам дека заеднички едногласно констатиравме дека треба да се испочитува одредбата од договорот во Пржино, кој што воедно стана и составен дел на изборниот законник, дека на 24 април треба да одиме на изборно соочување и со тоа да им овозможиме на граѓаните да го кажат своето мислење за се она што се случуваше во овој меѓупериод. И сакам да потсетам дека една од клучните причини зошто одевме на ваква одлука е размислувајќи на можните економски и политичко-безбедносни импликации на евентуалното пролонгирање на одржувањето на вонредните избори. Само да ве потсетам дека само пред неколку месеци бизнис заедницата укажуваше дека доколку се пролонгира кризата, тоа може да има сериозни импликации врз економските движења во земјата и тоа го подкрепува со тоа што имаме извесен период застој во економијата. Од друга страна, самото одложување настаните со околу избегличката криза и така натаму се сериозен предизвик дека е можно да дојде до нарушување на безбедносно-политичката состојба во државата. Имајќи го предвид се она и се она што се случуваше последниве неколку денови околу договорите за затварањето на прашањето на политичката криза со одржувањето на вонредните парламентарни избори,
сето тоа го сумираме и донесоме едногласен заклучок дека најдобро во моментот и за Република Македонија и за граѓаните е да се испочитува одредбата од Пржевскиот договор, изборите да се одржат на 24 април и со тоа уште еднаш на граѓаните на Република Македонија да им се даде шанса на тајни, непосредни, фери демократски избори го кажат своето мислење и со тоа да се стави крај на политичката криза во земјата.